блок реклами. А сите оние кои што се заинтересирани на оваа тема и доколку сакате да се приклучите во нашата емисија, телефонскиот број е 25 21 003. Следува првиот блок реклами. Тоа беше првиот блок реклами, а ние поднатаму продолжуваме со нашиот разговор. Денеска со нас е господин Тони Ристов. Господин Ристов, дали може да се изврши било каква поделба на нуклеарните централи, на мали, на големи, на средни или било каква? Да, според елаборатите, односно проектите кои што ги прават, значи постојат разни видови на нуклеарни централи според количеството на енергија кој што го дистрибуираат. Меѓутоа во основа главната поделба би можело да кажеме според видот на нуклеарниот реактор како што е. Значи постојат неколку видови. Прво ПРВ реакторите, односно реактори со подводен притисок кои што се наоѓаат. Понатаму имаме реактори кои што се наоѓаат под врела вода, имаме со ладење на воздух, имаме со ладење на газ и така натаму. Значи тоа се неколку типови на реактори кои што постојат. Нормално. Во зависност и од земјата на производителот се делат на западни и на источни, поранешни руски и западни реактори. Така, дали веќе кога се делат според реакторот, дали тогаш може да се каже дека едната е по-безбедна од другата или безбедноста е на ниско ниво? Разговаравме веќе за безбедноста. Разговаравме за безбедноста, ајде повторно да се вратиме. Значи, нуклеарни хаварии се имаат случајно повеќе. Како на три најголеми кои што се имаат случајно во историјата во нуклеарната историја. Прво е Чернобил, значи имаме тип на руски реактор, односно поранешен советски реактор. Првата е нуклеарна хаварија која што настанала од Харисбург 1979 година на америчко тло. Значи имаме од западен прототип. Понатаму е сега во Фукушима. Значи повторно, иако немаше проблеми со реакторот, меѓутоа значи имаме повторно од западен тип на реактори. Иако во изминатиот период значи се има случајно уште неколку нуклеарни хаварии, односно инциденти кои што сериозно го загрозија животот во Европа, конкретно во наше окружување, најблиско да тргнеме. Значи, едно од најголемите закани се случи 2003 година во нуклеарната електрана во Пакш, во Унгарија, кога буквално по сосема некои случајни моменти излезе да се стабилизира состојбата, бидејќи настана проблем со корозија во самиот реактор. Имавме случај во 2006 година во Форсмарк во Шведска, каде што буквално за 22 минути откажа целокупната техника која што беше во функција на реакторот и на производството на електричната енергија. Такви примери имаме и во Селафилд во Велика Британија, имаме во Саво, во Франција, во Германија се случија два инциденти, па и во најскоро време она што се случи во наша близина е, например, инцидентот со испуштање на радиоактивната вода од нуклеарната централа Кршко во Сава. Иако тоа навидум помина туку така дека не е баш така, иако имаше интервенција од Европската комисија, сепак на еколошките друштва и организациите кои што работат на безбедноста на граѓанот од граѓанскиот сектор потврдија дека сепак имало радиоактивно испуштање на водата. Така, не е ништо страшно ако се уништи природата, односно околината која што живее. Тоа нема цена за нуклеарните лобисти, не ги интересира. Впрочем, на крајот на криштата и самиот процес на производство на нуклеарното гориво, односно на нуклеарната енергија, е многу опасен и многу штетен по самата животна средина. Ајде во оваа прилика би можеле, например, да го објасниме самиот процес на како се доаѓа, значи, до нуклеарната енергија. И да ги видиме, значи, сите последици кои што настануваат при поздравието врз економијата, колку потрошувачка на енергија имаме, колку потрошувачка на пари имаме во секој одделен чекор. Пред се, значи, треба да знаеме дека основното гориво за секоја нуклеарна централа е ураниумот У-238, односно 235. Ураниумот се добива од рудници
во моментот во светот постојат неколку големи наоѓалишта, меѓутоа и издашноста на тие наоѓалишта е некаде 50 години максимум. Најголемите наоѓалишта во моментот се наоѓаат во Казахстан, во Канада и во Австралија. Иако најголем производител, например, од компаниите кои што произведуваат, кои што исцрпуваат ураниумова руда, е Арева, француската Арева, после тоа канадскиот Камекор, Рио Тинто од Канада и на Казатомпром и така натаму, да не ги редиме еден по друг. Процесот на самото ископување на рудата представува опасност по здравието на луѓето. Значи, еве ги првите моменти каде имаме исцрпување на финансиски средства. Понатаму, имаме моменти на мелење на самата руда, значи треба да се донесе во мелница, каде што треба да се сомеле, од незе треба да се произведе така нареченото нуклеарно жолто колаче, од кое што понатаму, значи тоа е вториот процес, каде што повторно имаме употреба на енергија, употреба на уништување на животна средина при самиот транспорт, загадување со мали, но незначителни количества на озрачување, но сепак постои озрачување. Третиот сегмент е исто така фабрикувањето, односно збогатувањето, третиот сегмент е збогатувањето со ураниум на тоа жолто колаче, за да може од него да се произведува нуклеарната енергија. Значи повторно имаме дополнително вложување на средства во тоа. Третиот, и тука одат за речиси најголем дел од финансиските средства кои што се потребни во самото производство на нуклеарното гориво. И четвртиот дел пред да се внесе во нуклеарната централа е моментот на фабрикување на производот на нуклеарното гориво, кое што исто така влече дополнителни средства. Веќе процесот на создавање на електрична енергија се одвива во самата нуклеарна централа и така натаму, меѓутоа вообичаено како е патот на овие нуклеарните јадра. Вообичаено во една година тие можат да обслужуваат со нуклеарна енергија и при тоа значи максимална искористеност може да постигнат од 75%. Останатите 25% значи не се доискористуваат, туку се вадат. Повторно имаме момент на губење на енергија, трошење на пари, загрозување на животната средина, загрозување на здравието на луѓето и така натаму. Декомисијата на овој нуклеарен отпад кој што се вади. Значи потребни се некаде 6 до 7 месеци за самото јадро да биде изладено. Значи тоа треба да биде складирано. Значи потребно е уште еден објект дополнително за да може да се изгради, за да може да се излади. И најголемиот проблем во сето ова е дефинитивно значи одложувањето на отпадот. Одложувањето на отпадот е прашање кое што се уште не може да се реши и не постои безбедно решавање на овој проблем. Сведоци сме на неколку настани кои што се случија сега во изминатава година. Пример, имавме протести во Германија кои партијата на Зелените од Германија организираше и протести против тоа, одложување во бункери, буквално некаде компаниите си земаат за право да исфрлаат во бетонски саркофази на отворено море. Таков беше случајот, имавме пред една година во Тиренското море во Италија. За земја која што можеби најбезбедно, условно кажано најбезбедно, е Шведска, која што длабоко на северот го закопува нуклеарниот отпад на некаде длабочина од 2000 до 3000 метри. Меѓутоа, проблемот е во тоа што самиот нуклеарен отпад, значи процесот на разложување, му е потребно долго време. Некаде 25.000 до 48.000 години треба да помине за нуклеарниот отпад да може веќе да не е опасен по здравието на луѓето. Ние немаме толку време, значи тоа е премногу долг период. Процесот значи на загрозување на животната средина не е завршен само со тоа, значи во овој момент, пример со самото стопирање на работата на нуклеарната централа, исто така имаме дополнително исфрлање на финансиски средства, дополнително уништување на животната средина, дополнително загрозување на здравието на луѓето. Процесот на деконтаминација на нуклеарната централа, процесот на заштита на објектот, процесот на обезбедување и така натаму. Така да премногу е долго, со премногу чекори кои што влечат премногу финансиски средства, ако што викаме дека
Значи ова ни го дава фактот и податокот дека нуклеарната енергија не е најевтина енергија. Така, рековте дека во светот има неколку рудници на ураниум, од кои се предвидува дека може да се ископува ураниумот наредните 50 години. Што Так. после, што велат експертите и стручњаците, што после со тие нуклеарни централи? Значи, Нема процесот... ураниумовата руда и нема храна едноставно. Пред малку, значи, објаснив после за затварањето на нуклеарните централи кој е процесот. Значи, имаме деконтаминација на самата нуклеарна централа, процес на заштита, процес на обезбедување, потребен долговременски период, значи таа нуклеарна централа да биде заштитувана и дури потоа да биде ставено во некаква функција самиот објект или пак земјиштето да биде продадено. Така, пред малку ги набројавме нуклеарките кои има доживеано до сега хаварии. Може ли да не кажете околу Македонија колку нуклеарки има во моментов? Во соседството или во регионот? Вака, Македонија е окружена со шума од нуклеарки. Барем според нивото на радиација кој што може да биде предизвикано. Од Чернобил видевме дека може да бидеме загрозени. Она што е најблиску до нас во овој момент тоа се 4 нуклеарни централи кои што се постоечки, кои што екзистираат на наше тло, на балканско тло. Тоа е Козлодуј, кој што е во процес на некое затварање, меѓутоа се прават обиди да се направи новата Белена. Черна вода во Романија и Пакш во Унгарија и уште Кршко во Словенија. Меѓутоа, проблемот зашто ние излегуваме контра нуклеарната енергија и контра плановите на било која балканска држава, односно балканска влада, е следниот што покрај Белене постојат сериозни намери, покрај и во Македонија, има намери за отварање нова нуклеарна централа во Турција, има намери за отварање на нуклеарна централа во Албанија, во Хрватска и така натаму, така да ние со голема загриженост ги следиме овие работи и сметаме дека со тоа дефинитивно би се нарушила безбедноста на граѓаните и здравјето на граѓаните. Со таа намера, заради нашата загриженост и заради нашата посветеност која што си имаме, значи како политичка идеологија, како зелени, во предминатата недела ја формиравме и Балканската антинуклеарна коалиција во Софија, во која што влеговме сите балкански зелени партии плюс уште невладини организации и така натаму, а како политичка партија значи поднесовме предлог резолуција до парламентот за да се запрат било какви планови и евентуална можна изградба на нуклеарна централа во Македонија. Така, после сите овие изнесени податоци, нашите гледачи сигурно ќе се запрашаат што би добиле ние, односно Република Македонија, нашата држава, доколку се донесе одлука за изградба на нуклеарна централа на мотор на Македонија. Според она што досега го кажував, гледаме дека немаме кој знае колку многу бенефити. Единствениот бенефит кој што би го добиле е само електрична енергија. Меѓутоа имаме понатаму многу проблеми кои што треба да ги решаваме. Теком. Следната работа зашто не треба да бидеме за таа нуклеарна централа и зашто нуклеарна централа не е возможно да се гради во Македонија е прво пред се заради тоа што Македонија е трусно сеизмичко подрачје. Немаме сосема доволно количество на вода за да можеме да управуваме со незе, па дури и според некои предлози кои што ги слушаме кои што протекуваат дека евентуално тоа би било поставено во Маријово на ново изградените чебрени галиште кои што би требало да бидат изградени. Немаме сосема доволно количество на вода за тоа да го направиме, плюс тоа значи и со самото тоа, ако таму таа вода после понатаму се употребува во рамките на земјоделството, значи ќе му нанесеме штета на земјоделството и така натаму. Тоа знаеме што значи за Македонија, особено за Тиквешкиот регион и за не само за Пелагонија, туку и целото Повардарие надоле. Кажавме дека